Го повикувам Никола Николовски, менаджер. Brakes on the bus, brakes on the car. Brakes to make you a superstar. Brakes to win and brakes to lose. Здраво на сите! Мора да кажам дека ја имав еден план што да зборам, ама реков да го оставам таму и да зборувам вака што мислам дека е најдобро да слушнете сите вие и она што ни се случува секојдневната работа. Докторката што презентираше пред мене спомна дека тие што се родени после 1996 се дел од генерацијата Z. Па бидејќи сум дел од генерацијата Z, би сакал повеќе да кажам нешто за новите технологии, за новата можност и за тоа што го нуди нашата компанија. Односно, како новата технологија да имплементирате во нашата компанија. Ке почнам со ред, а тоа е какви коментари добивам со оваа компанија. Прво нешто на сите што ми кажуваат од денешна перспектива е тоа дека за да се успее во Forever треба многу време и нели, влазеси ми на мене, јас на време сум го започнал Forever. Јас Forever го започнав пред 7,5 години, кога, ја започнав мојата приказна преку некои нарачки, мислам многу спонтана приказна, ја зборува претходниот пат и мојот код во Forever, како што може да видите, е 61502. Многу е интересно тоа што доста коментираат, ти на време го започна Forever, а практично пред мене имало уште десетици илјади кои почнале и во овој бизнис нема толку многу врска кога го имате започнато ова, туку работате дали ќе работите напорно и колку ќе работите. И убавата работа овде е тоа што секој одбира како ќе работи со ова. И не е само тој изговор, луѓето често обожаваат да кажат и други изговори, зошто не сакаат ова да го работат. Например, често кажуваат, немам време, скапо е, мора да се посветам на факултетот. Ова мене особено ми кажуваат некои колеги што се од факултет и слично. Мора да завршам нешто друго, пирамида е и ќе те барам од понеделник. Не би сакал да додам детално, ама би сакал само да кажам некои од овие цитати, од овие односно изговори, ова не се цитати, ова се зборовите што луѓето ги користат што не сакаат да работат со оваа компанија и си наоѓаат што да кажат. Многу ми е интересно тоа што викаат немам време. Оваа компанија баш затоа функционира, за да ви направи да имате повеќе време. Бидејќи оваа компанија може да се работи паралелно. Впрочем и самиот јас не го работам само ова, работам и со медиуми, меѓутоа ова го започнав за да ми биде дополнителен приход. Искрено можам да кажам дека повеќе заработувам од мојата примарна работа. Има и други изговори, мора да се посебен факултет, кој што секако на пример е важен. Ово кажам за помладата генерација, а гледам дека има во голем број и тоа е одлично, меѓутоа ова може да се работи како што реков паралелно со факултетот и токму затоа го препорачувам на сите други. Сега многу ми е интересен изговорот пирамида. Ова во главно го користат луѓе, го кажуваат кои што практично и не знаат што е овој бизнис. Не знаат многу за мултилевел маркетинг, нели MLM како систем и ова кажуваат некако само за да оттргнат одговорност од нив. Реалноста е дека бизнисот не е пирамида, зошто? Како прво, дали овде некој ви побарал да плаќате месечна членарина? Реалноста е дека никој не ви бара да плаќате месечна членарина и реалноста е дека имаме опиплив производ. Но уште еден доказ дека не е пирамида е тоа е дека секој може да заработи повеќе од својот спонзор, како што честопати и случка. Ви го покажав кодот кој го имам јас, сигурно тие сите десетици илјади луѓе не се поуспешни. Ако било пирамида, би биле поуспешни од мене. Реалноста е сосема различна. И ова е интересно, ќе те барам од понеделник. Ова исто како што ќе бидете на диета од понеделник, ама често таа диета не се ни случува. Има такви изговори, но пред да придеме на изговорите, би сакал да ве прашам дали ја знаете приказната за штурецот и мравката. Да. Ла Фонтен. Така, убаво што кажавте за Ла Фонтен. Баш предходната недела се вративме од Париз и би сакал да ја кажам оваа басна од францускиот писател Ла Фонтен. Знам дека ја знаете сега по големиот дел, ама за тие што не ја знаат или што ја заборавиле. Приказната во кратки црти е дека мравката неуморно работела за време на летото и собирала плодови за текот на зимата. Во меѓувреме штурецот свирел, не работел и се забавувал. Кога дошло зимото,
мравката имала што да јаде, нели имала зимница, имала собрано плодови, додека штурецот немал ништо и бил прегладнет. Кога дошол прегладнет кај мравката, таа му помогнала, нели му дала за јадење, меѓутоа го потсетила дека што му кажала летото. Односно тоа е дека и покрај тоа што нели требало да се забавува, требало и да работи. Не се кирете, во оваа компанија не работиме, само и се забавуваме исто. Затоа ќе видите останите слайдови. Но овде што би сакал да поентирам? Значи во оваа компанија се работи секогаш. И овде практично ние сме како мравки. Работиме многу, работиме секогаш и во оваа компанија еден цитат го имам научено, особен голем поздрав и до мојата менторка, Стевица Димовска, таа ми има научено тоа дека сеењето и жнењето не се во иста сезона. Така што во овој бизнис имаме и сезона на сеење и сезона на жнење. Значи ви давам еден, сугестија, бидете како мравки во овој бизнис и работете неуморно. Резултатите доаѓаат. Овој претходниот пат го зборував, но би сакал само во кратки црти да кажам нешто повеќе околу видовите на приходи. Односно, нели имаме активни и пасивни приходи. Во кратки црти, нели, кај активните приходи, кога работиш, заработуваш, додека кај пасивните е обратно. Кај активните не работиш, не заработуваш, работиш 24 часа во денот, колку повеќе работиш, толку помалку слободно време и ништо не останува за едните генерации. Пасивните приходи се сосема поинакви, односно за еднократно завршена работа си платен повеќе кратно. Колку повеќе работиш, толку повеќе време, толку повеќе слободно време, тоа особено го знаат менаџерите во оваа компанија и нормално една убава работа што има нашата компанија, ова е наследен бизнис и дополнително останува богатство за идните генерации. Сега би сакал да дадам еден пример од секојдневниот живот. Верувам дека не постои друштво кое што никогаш на кафе муабет не правело математика колку заработува еден кафич. Ја вака сите што ги знам ќе седнат и прават математика колку и како се заработува. Реалноста е малку поинаква и нормално се има предности, меѓутоа има и мани. Да споредам во кратки црти, значи кај отварање на сопствено кафуле пример, имате фиксно работно време, ризик при отварање и сте заробени на една локација. Овде напишав само дел од работите со кои што се соочувате при отварање на своје кафуле. Тука има и други проблеми, како наоѓање кадар, инспекции. Заборавив нешто друго? Има од се по нешто, така. Убаво што ме надополнивте, сметководство и така натаму. И е скапува се отпочне. Тоа ми беше стената поента. Кај старт пакетот со Forever, например, и овој бизнис, имаме флексибилно работно време, немаме никаков ризик, и сами одбираме од каде работиме. Што би сакал да кажам? Кај отворање на кафуле има само активни приходи за кои што зборува во претходниот слайд, а овде, освен активните приходи, многу се подобри пасивните приходи. И точно како што ме надополнивте, да се отпочне со еден бизнис пример како отворање кафуле, веројатно е 20 пати поскапо отколку старт пакет со Forever. 20 пати. Тоа е многу повеќе во цифри. Да преидам на тоа што ми каже генерација Z дека сум, па да кажеме повеќе за можностите на денешното време. Ќе ви издадам една тајна и оваа презентација што ја правев и овие поенти кои што ги имам, не ги смислив ја. Затоа доста ми помогна вештачката интелигенција. Вистина, таа не ми помага само на мене, таа помага на секој еден од вас, само за да ви помогне треба да знаете што и како да напишете на неа и да го употребите тоа знаењето. Едноставно се учи и брзо се учи. И верувам дека тука, без разлика на возраста, дали некој е помлад или е поискусен, секој може да научи повеќе за тоа. И не е само вештачка интелигенција, таа може да се искористи. Нашиот бизнис е онлайн, меѓутоа е и офлайн. Јас себе повеќе ќе кажам за некои апликации кои што ги користам. Намерно нема икона на Facebook, не е случајно. Тоа е бидејќи јас мојот бизнис решив да го имам повеќе на другите платформи. Најмногу работам на Instagram, а за да приготвам некои дизајни, користам Canva, да има и други апликации како што е Photoshop и Illustrator, како што ги гледате и логоата тука. Не е само една вештачка интелигенција, го има ChatGPT, има и DeepSeek, така што сами одбирате дали и која платформа сакате да искористите.
Нормално во денешно време може да се работи и на TikTok. Меѓутоа, знаете ли што е најдобро овде? Најдобро е тоа што сами одбирате што и како ќе работите. Доколку самите мислите дека не сте толку по технологија, може повеќе да работите офлайн. И прочем, тоа и мене ми се случува, бидејќи имам доста контакти, често пати директно ми звонат на телефон, што слушнале препорака од човек, слично. Најдобрата работа овде е тоа што сами одбирате како ќе работите и, што е многу важно, тоа што овде, во оваа компанија, може да комбинирате и работа онлайн и работа офлайн. Практично, сите успешни менеджери тоа го прават. Во денешно време е полесно од кога било досека. Односно, што би сакал да кажам, со еден клик сме поврзани со целиот свет, имаме работа во повеќе од 170 држави, овде имаме грешка при презентацијата, има бесплатни платформи за продажба, како што кажав, ја користиме вештачката интелигенција и секому се достапни обуките и информациите. И уште една важна информација од овој месец е што имаме и нови олеснувања како се станува супервизор, например, во оваа компанија, меѓутоа, за тоа понатаму. Овде, сега би сакал да кажам повеќе за мојата лична приказна, иако го кажав претходниот пат. Бизнисот го започна во 2018 година и, веќе 7,5 години активно го работам. Као што може да видите и на фотографијата овде, во 2080 година го започнав и станав супервизор. И не започнав искрено заради ништо посебно, започнав најмногу заради добрата бизнис можност. Производите мене ми беа во втор план, што не е случај кај секого. Почнав тогаш да го работам бизнисот, 2 години подоцна станав менаџер и веќе 7,5 години активно го работам бизнисот, а и една фотографија, претходната недела бевме во Париз, повеќе од 100 луѓе од Македонија. И навистина е интересно, има голема дружба, а при тоа имаме реална бизнис можност, која што знаеме дека како препорачаме некои од производите што ги гледате овде, квалитетни се и никој нема да биде незадоволен. Јас искрено, кога некој ќе каже пример дека оваа компанија има повеќе од 150 производи. Немојте да загрижувате, не треба детално да знаете за сите производи. Впрочем, ни самиот јас не знам детално за сите производи. Меѓутоа, кои производи ги користите, тие производи најмногу ги продавате. Реалноста е дека најмногу продава и личниот пример и затоа производите мора да се користат. Јас лично секојдневно користам 15 на производи, но дел од нив. Ова е гелот, нели, жолтиот гел од алоe, бери нектарот. Значи секој утро го започнам со пиење гел од алоe. Користам производи за лична хигиена, како стикот, пастата Aloe First, додатоци во исхрана како омега-3, матичен млеч и кулинг кремата, например, што ги гледате овде, и да не заборавам протеинскиот шејк, кој што навистина е одличен и го препорачувам. Слобода. Овде имаме добри производи, но производите не се единствената работа која ја нудиме. Нашата компанија нуди и слобода. Предприемачите кои што се овде и сите интелигентни кои што ја разбираат математиката, знаат дека заработуваме добар процент од продажбата на овие производи, знаат дека нашата компанија нуди слобода. И тоа е дефинитивно најдоброто нешто што ме натера да работам со оваа компанија. Згорана се, компанијата нуди работа од дома, а и не само од дома. Јас лично можам да кажам дека работам од повеќе локации низ целиот свет. Тука би сакал да кажам повеќе нешто околу патувањата. Нема да одам во детали. Тие што лично ме познаваат, знаат каков личен развој имам постигнат во овие 7,5 години. Само ќе кажам, дел од патувањата кои ги имаме. Често патуваме за Бугарија. Таму имаме одлична дружба. Пред 2 години, усвари 2 пати бевме во Кан. Во 2023 и 2024 година Кан и Ница, преубаво искуство. Одлично беше и во Лондон, морам да кажам. Фотографијата со знамињата голема екипа од Македонија и одлично беше и во Париз. Значи, освен на работата, ние имаме и дружба, која што на мене премногу ми се допаѓа и тоа ме натера да се пронедам во оваа компанија дополнително. И тоа некогаш, кога пример ќе ми падне продажбата или слично, патувањата ми даваат мотив и дополнителен стимул за работа. А верувам дека истото и кај вас. За крај, би сакал да кажам дека вистината е доволно моќна
и да кажам, да сумирам кои се главните предности кои јас би сакал да ги истакнам за оваа компанија. Флексибилното работно време, како што веќе кажав, нема потреба од стартен капитал, не треба туку облаци да се купуваат, не се секирете, немаме такви работи. Како што кажав, работа од дома, онлайн, проверен и стабилен систем. Оваа компанија функционира 47 години и практично тоа мене и ме натера да почнам да работам. Мора сега да ви кажам дека кога почнав да го работам ова, доста мултилевел компании сака да ме исконтактирате. Една од главните причини што ја одбрав токму Forever е стабилноста, тоа што постои 47 години на светскиот пазар и бележи континуиран раст. Имаме квалитетни природни производи, пасивен приход, компанијата нуди личен развој, едукација, поддршка од тим, патувања, награди, работа глобално и бизнис кој што практично и нема никаков ризик. И многу важно, оваа компанија имаме здравствени и финансиски придобивки, но ова е и наследен бизнис. За крај би сакал само да ви кажам дека во оваа компанија е добро да работите надпросечно. Бидејќи во денешно време тие што работат просечно, заработуваат подпросечно, а оние кои во денешно време работат двојно над просекот, заработуваат неколку пати над просекот. Да, и само би сакал да окажам уште еден цитат од една рап песна: "Шаблонот ми пречи и работам за да го променам." Ви благодарам на вниманието.